Хей, Пандамониум радио шоу број 44. Здраво и добро дојавте во уште едно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Айрис Креч, ова до мене е мојот човек Трајче и Activity. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипо. Се надевам дека сте добро. Брат, извини, малце сум поспан, многу малце имам спиено, затоа и го направивме пред да почне ова и првиот блупер сезонава и сега се здркав малце на почеток, али не прекинуваме, идеме лайв. Како и до сега. Ова втора сезона. Апсолутно. Среќен 8 март на сите жени, дефинитивно. Искрено лош сум со честитки, само би рекол среќен 8 март, не треба само еден ден да биде онака, секој ден треба да биде за сите. Не знам, почитувајте ги жените, почитувајте ги сите луѓе околу вас, сакајте ги, негувајте ги. Не знам, бидете фер спрема луѓе и бидете луѓе пред се, ја би рекол. Точно. Зборевме, сакаме да кажеме искрено, ја ќе почнам од мене. И тоа малце само критично ќе го кажам. Немам слушано нешто многу, например, и музика од женски артисти, конкретно периодов. Можеби ти бидејќи ја негуваш афро сцената и ја слушаш ама пијано сцената, можеби и таму има поише женски артисти. Слушаше нешто последно онака што имаш на ум онака ти текно? Гледај, од поише аспекти слушам женски артисти не доволно колку што треба, али има. Да. Од кога се вративме у клубови, се поише пуштам музика за девојки, што многу ми се свиѓа. Тука мора да дојде да се спомне Доджа Кет, кој мислам дека во моментов онака, од да речеме тој попиш хип-хоп R&B саунд. Па на врвота реално. Прво место. Да. Значи песната Need to Know ја пуштаме на секоја журка и реакцијата е одлична и многу ми е мило поради тоа. Ја искрено таа песна ја ми легна кога почнавме со пуштање музика, иако беше излезена малце претходно, додека не бевме во клубски сетинг, не можев да сватам која е оствари значењето на самата песна. Така. Цело време пуштаме музика од Cardi B, цело време пуштаме музика од Ники Минаш ја вратив, брат. Песната Only од Ники Минаш, откако ја пуштив еднаш на Lady Special што го направивме прв оваа сезона. Легна многу добро, имаше супер реакција, тоаш ми се почесто и почесто во ротација. Топ. Што е многу интересно за нега таква како класика и се разбира, тука е афро сцената, тука е латиноамериканската сцена, тука е британската сцена каде што Исто така. има секогаш многу добри женски артисти. Дефинитивно. Ки излажам да кажам дека ги слушам пречесто и премногу, но тоа е тоа. Ја чекаме Кофи да извади нов албум. Извади еден сингл како најава кој можеби не е на нивото на кој ја би сакал да ја гледам Кофи, али тука е, се враќа. Кофи ми е еден од омилените женски артисти, баш се сеќавам кога правевме на соработка со Телеком, требаше да одберам омилен женски артист, тоа беше некаде есента 2020 година. Ја одбрав Кофи од Јамајка и одбрав Дани Леј. За жал Дани Леј малце ми е падната, не вади нова музика, вајда сите лични проблеми со да Baby и тие ствари ја успорија малце работата, али на пример едно од најдобрите песни годинава ми е трагата Money Calling, која имам пуштено тука, мислам дека имаме зборено, имам пуштено и во Епицентар неколку пати. Многу добра трака, британската сцена секогаш има многу добри раперки, пеачки, општо женски артисти кои заслужуваат внимание. И уште една песна на која што ми текнува сега е Miss Banks заедно со Backroad G, една од трагите која ми беше постојано во ротација оваа нерала. Така да, топ. Пробувам да слушам што можам поише, тоа што ме допира, тоа што не ме допира не со сила никогаш. Аз се разбира за пуштање музика, сакам да пуштам музика за сите девојки и сите жени на подиумот и убаво ми е кога жените се расположени, брат. Нормално. Ја не слушам, например, толку клубска музика од женски артисти, ама последно што се сеќавам вака и што може да се сетам дека сум слушал беше новиот албум и последниот албум на Clio Soul и Little Sims, ама да, искрено не слушам доволно. Не знам зошто е тоа така, не верувам дека е намерно, тоа е сосема некоја случајност. Се дешава на моменти кај што слушам многу поише женски артисти и вокали, неголи машки, ама како и да е, мислам дека не треба само преку таков начин да се искажува она искажување почит, љубов кон жените и кон сите луѓе пред се. Треба да биде секој ден, не треба само да биде на одредени денови. Така да уште една шараут за сите жени на светов, сакајте се ги, негувајте се ги, почитувајте ги. Најбитно. И тие нека ве почитуваат назад, нормално. Лани направивме првата сезона, направивме еден спешал
каде што длабоко влеговме, мислам дека таа емисија ни траеше некои 3 сати. Јап. Кај што зборевме малце и хронолошки, историски за највлијателните и најзначајните жени во хип-хопот во низ целата историја на постоењето на хип-хоп културата. Тоа треба да го проверите, ќе ставиме картички или ќе ставиме линк во description. Влагавме многу длабоко, пуштавме музика, зборевме за кои женски артисти се според нас најбитни и мислам дека тоа ќе е одлична емисија која вреди да се погледне една година покасно, се уште би била релевантна. Дефинитивно. Знаеш зашо? Пошто од самиот факт дека збориме за Роксен Шанте, збориме за Ашанти, збориме за Лил Ким, значи збориме за сите жени низ сите генерации на хип-хоп музиката, кои што биле релевантни и биле во тоа време своевремено биле главни, биле некад застапувале нешто, ме разбираш? Тука се спомнуваат нормално и Ники Минаш и сите кои што наследиле после тоа. Мора, ако сакаш да не да знаеш, ама да не знам, на еден начин да видиш и ние што знаеме и ние што сме истражили и све тоа, голем дел од стварите ги знаевме веќе, пошто исто како и ја и Дарко сме буквално ученици на играва, онака и многу голем дел од ствариве ги знаеме онака од срце и ги збориме. Така да мислам дека ако сакаш еден убав хронолошки поглед на историјата и жените во хип-хоп музиката, таа епизода е маст за мене. И сосема случајно се погоди тој ден да биде на 8 март. Тогаш идевме и уживо, тоа не ни беше испланирано буквално. Тоа беше понеделник. Тоа беше понеделник. Сега е вторник ист. Многу интересно. Ја мислам дека имаме многу добар материјал од првата сезона, иако можеби во малце поинаков сетник и во малце поинаков начин на водење на самата емисија слеш подкаст. Yep. И мислам дека тие луѓе што не запознаваат допрва топло би им препорачал да се вратат на првата сезона, да истражат што се имаме обработено од првата сезона, кај што дури можам да кажам, почнувајќи од мене, дека имав многу поише слободно време и многу подлабоко навлагав устварите. Апсолутно. Сега се вративме со пуштање музика, чукнам од дрво, активен сум 3-4 дена во неделата со пуштање музика, со патување и реално немам толку време да се спремам и толку време да слушам музика. Тоа бев онака Пандамониум радио ми беше на прво место кога бевме карантин првата сезона и мислам дека вреди да се навратите на првата сезона. Ако ништо друго, почнете од хайлайтсите кои ги имаме на YouTube. Па ако ви се свига, преслушате ги целите епизоди во форма на подкаст на YouTube или на Spotify, или пак ако сакате да влагате уште подлабоко, отидете на Mixcloud или на Mixlr каналот кој уште постои и слушате ги цели епизоди со самата музичка селекција. Мене искрено ми фали да имаме музичка селекција тука. Да, пошто збориме многу за музика, да, но дека луѓето не чујат actually за што збориме, мислам дека не се постигнува ни пола ефект. Да, за луѓе што не знаат, значи порано идеше концептот беше каде што збориме за музика и ја пуштаме, така да можевте да слушнете и да ја почувствувате музиката за која што збориме и директно да се поврзате и некако на еден начин во живо да не пишете дали се служувате со тоа што го збориме или не, да ги даете своите мислења, па нека ти ќе се деси да ги искоментираме, ве прашувавме вас. Беше многу поинтерактивна. Those were good times, дефинитивно. И има премногу материјал. Дарко кој што кажа. Тоа се буквално една емисија траеше во најмала рака 20 сати и 20 минути. Некогаш идевме до максимум од 3 сати кој што го теравме без прекин со музичка селекција спремна, со муабети, со тема на денот. Има премногу материјал, премногу теми обработени. Ама тоа е работа, која не знам, кој што реков, кога го живееш овој, кога си ученик на сето, секогаш ќе најдеш некоја причина да збориш. Буквално ја и Дарко се фасцинираме од најмалите ствари. Онака, Дарко ќе спомне тоа, се збеснавме за 3 ноти на една песна Дарко вчера што ја откри, некни или кога и да беше. Така да, такви ствари од сега ќе не заинтригираат, секогаш ќе имаме што да збориме, онака, не ги вадиме теми, едноставно ова се без вас или со вас ќе видат теми на муабет секогаш меѓу нас двајца. Ова го правиме онака чисто за да имаат луѓе да видат онака у нашите умови што се дешава, пошто буквално ова го дишиме и го живееме, што и да работиме, што и да правиме утеков на денот и утекот на животот, така? Точно. Еј. Последната епизода помина многу добро. Огромна љубов за сите што ја слушаат, се уште ја слушна, ни скоментира, ни пиша, не шерна. Добивме одличен фидбек. Една епизода која одлаговлекувавме долго време. Се осеќавме на моменти дека не сме спремни да ја направиме, бидејќи заостанавме малку со преслушување на музиката, али ги собравме силите, се регрупиравме и преслушавме се што требаше да се преслуша. И мислам дека направивме одлични моменти. Многу не мило за фидбекот кој го добивме и се надеваме дека луѓето ќе чујат и другите работи, чуеме да ги кажеме, а не само што збориме
конкретно за нив како артисти. Тоа е една од работите кои се надам дека Да. луѓето кои се пуштија да слушаат не скокна одма до нивниот дел, туку преслушаа се бидејќи Апсолутно. би било убаво да се чуе што мислиме ние и што мислите вие, сакаме да чуеме исто така за сите артисти кои се спомнати таму и за сите ствари, не само артисти, него и Thursday Shake и Земјотрес. И мило ми е дека имаше коментари во инбокс, имаше коментари во коментари на YouTube Секогаш и ни пишаа види, нас лично. Така треба да биде. Така треба да биде. Ја тоа го почитувам многу. И не само, например, не го бараме тоа од луѓето за кои што збориме за музиката. Не бараме фала за шараутот. Буквално ние тоа го правиме без вие да знаем. Со Мартин суште се немам слушнато, онака си немам ни пишано, не знам искрено дали човекот има изгледано епизодата, ама знаеш како? Не го правам тоа за тој да го види, брат. Тоа го кажам пошто тоа е мое мислење и имам платформа за да го кажам. Разбираш? Не ми требаат луѓето кои што ги спомнавме да ми кажат фала што не спомна, као не, тоа било заслужено. Моментот кога сум ја одлучил да спомнам и да кажам 2-3 збора или колку и да се за албумот или за проектот што го имате извадено. Така да стварно се надам на многу поише проекти, да можеме се почесто да ги правиме тие ствари, да не треба да чекаме 3-4 месеци за да се собере материјал. И исто, огромна благодарност и љубов до вас што ја слушате и кој што кажа Дарко, се надам дека не знам, барем на крајот, не знам дека збориме многу ствари, знам дека споделуваме многу информации, споделуваме многу наши искуства и мислење и мислам дека сето тоа се надевам дека на крајот на денот ќе можете онака да го склопите, да го земете, да го изфилтрирате и да направите некое ваше видување на стварите и не знам, ако може и да научите од тоа, ја би бил Да. онака. А мислам дека најзадоволен од све. Мислам дека посебно помладиве артисти кои ги спомнавме може да научат многу од таа епизода, слушајќи ги нашите општи мислења за албуми наспроти синглови или слушајќи ги нашите можеби критики кон некој друг артист. Ако го чуеш тоа за друг артист, подобро е да сватиш од неговата грешка отколку ти да ја направиш истата, па да го збориме за тебе Фер. пак тоа. Дефинитивно. Да. И уште една работа што мора да се даде респект. Максимус Вандал извади нова песна, заедно со нашиот човек Драги. Ако не се лажам, се запознаа баш у нашето студио, нашиот headquarters во мај, значи пред скоро една година, за сега да изведат трака. Максимус Вандал е нај hardworking артист на сцена во моментов. Work ethic on point. Да. Fucking Larry June in this bitch. Ја чекаме песната да се појави на стриминг сервисите и ќе ставиме на нашата плейлиста, проверете ја МК сцена плейлистата. За тие што не знаете, порано Pandemonium плейлистите одеа на мојот Spotify профил, бидејќи тоа Spotify уште не беше достапен во Македонија кога почнавме да ги правиме. Од оваа година се одлучивме да ќе направиме посебен профил каде што ќе има последни Pandemonium плейлисти и полека пробуваме да ги префрлиме таму. Шараут до нашиот човек Владимир кој е одговорен за одржување на истите. До сега имаме неколку плейлисти, Origins, каде што има стара музика за која зборевме во нашите две спешал епизоди, каде што зборевме за нашата младост и слушање музика. Поново имаме МК сцена плейлистата, да не го забравиме нашиот човек Никсар кој направи одличен кавер уште лани за самата плейлиста. Big up до Никсар. И Ни фалиш многу. И плейлистата Weekly Selection која пробуваме да одржуваме на неделно или на двонеделно ниво, каде што ставаме музика за која зборуваме во нашите епизоди. Мислам дека и денеска и повеќе ќе се посветиме и на таа плейлиста. Би ги замолил луѓето откако ќе го слушаат муабетот да ги преслушаат песните, бар тие што ќе им фатат уво, што ќе ги скоментираме, бидејќи тоа е на некој начин нашата пробуваме да го имитираме радиото, замена за тоа што не можеме да ги пуштиме тука песните, би требало предолго, би имало проблеми со копирајтс и слично. Затоа го правиме тука муабетот. Ако ви се свиѓа муабетот, идете на Spotify да ја чуете Weekly Selection плейлистата, да видите ствари за што збориме, да не бидат празни муабети, така. Дефинитивно. Дарко кажа кој што треба. И мислам дека и така ќе си даде и поише значење самата епизода. Разбираш која, бидејќи окей, претходната беше МК сцена, немав зборено за нова издадена музика, искочи многу и се насобра во последниве 2-3 недели. Така да мислам дека е сосема окей да ја слушаш епизодава или да ја слушаш и плейлистата пред прво, па да ја изгледаш епизодава и да веќе и ти да имаш некое мислење направено, па тука да си создадеш и ти онака да видиш докај си, што си, дали ги делиш истите мислења, пошто ќе збориме за многу, стварно се собра многу музика, ама еве ќе почнеме од викендот 2 недели. Како си пројде ти, што правеше, што се дешаваше? Пуштав музика, брат, беше многу лит. Викендите почна да траат многу долго, што од една страна многу ми се свиѓа дека Guilty pleasure. Да, сакам да
Тие што ме знаат дека многу сакам да се дружам, многу сакам да комуницирам со луѓе, да седам, да висам, да пијам, онака да има комуникација, да има зезање, да има играње, да има смеење и мило ми е дека тоа се дешава последниот период. Викендов можам да кажам дека беа 4 од 4 прејаки журки. Значи епи до сега најполна журка оваа сезона, можеби малце пополна од што требаше. Не знам од каде се појавија сите тие луѓе, огромна љубов да сите што дојдоа. Немаше проблеми, помина се во најдобар ред, атмосфера супер, се како што треба. Трзе шейк, биг до сите што доаѓате, не можам да кажам доволно колку ни значи, колку го цениме тоа. Петокот пуштав музика во Штип, клубот Клик, едно од најдобрите места во Источна Македонија и општо во цела Македонија, мислам дека е онака едно од најдобрите клубови со најдобра публика. Шараут до сите што дојдоа, петок е малце послаб ден таму, но се направи одлична забава, се појавија многу луѓе. Луѓето во Штип, посебно помладите, се отворени за да слушаат малце понова музика и малце по имам простор малце повеќе да експериментирам на некој начин, што мене ми се допаѓа. Што пушташ? Не е тоа на ниво на Трзе шейк, али е нешто измеѓу Трзе шейк и другите комерцијални сетови на целата држава. Значи, Има нешто карактеристично вака на умшите што пушташе? Почнав со Diet Coke. Да, тоа се деси. Дарко на Инстаграм лупна кепшн од Diet Coke. Нереално. За човек што го мрази пушати. Ама не го мразам, брат. Брат, го мразиш реално. Сега го има истиот коментар каде што Демек до кога ќе рапува за кока, брат. Остај го нека рапува за кока до кога сака, интересен е топе, брат. Има милиони еден начин како рапува за кока, брат. Уште ги немаме слушнато сите, ме разбираш, тоа е јакото. Diet Coke, брат. Брат, не го мразам. Туку целиот муабет со Дрейк, со ова, со она, кога требаше да се заземе страна, ја заземав таа страна. Пушати, сметам дека е overrated. Сметам дека не е на нивото на кое што многу луѓе го ставаат, бидејќи сметам дека нема дискографијата да го поддржи тоа. Има добра музика, но не доволно квалитетна и не доволен квантитет за да биде ставен во првиот или вториот ешалон на артисти. Тоа е мое мислење. Не, види. Јас го ставам некаде во исто кој што 2 Chainz. Тоа беше таму трет, четврт ешалон на рапери. По greatness. Не е лошо да бидеш ставен во исто кош со 2 Chainz. Само знаеш како? Уште пред Kanye ерата, ќе ја наречам Kanye ера, мислејќи пред Good Music ерата, Пушати имаше цела кариера, брат. Има клипс беа многу познати со Фарел уште во 2004-та си има свој мувмент и од таму не се многу познати, брат. Па види, ама си има свој мувмент, ме разбираш? Да, ама не. Добро, Пушати цел живот неверојатно бил таму некаде. Бил тука цело време. Да. Ама не бил на врв во ниеден момент од. Апсолутно. И затоа сметам дека е риччак да се каже дека е таму негде најгоре, дека е најдобриот рапер, дека кога извади она EP во 2018-та, најдобар проект за годината, брат. Добро, да, за да и тоа на коментарите малце бе. Мислам прекрасен албум, мене ми е преубав, ја ден денес се дешава да го пуштам, но не би рекол дека беше најдобриот албум за таа година. Како се вика албумот со оние со Numbers on the Boards и Добро, Numbers on the тоа е 2014-15 тоа е 2014, да. Тоа е многу добар албум. Јас се сеќавам на Пушати King Push. Па најверојатно King да. Push. Се сеќавам Пушати кога го слушнав прв пат, брат, на чесен статус, знаеме чесен статус. Јап, Machine Gun. Да, Machine Gun. Тоа беше 2013-2014, брат. Тоа беше период кога почна ти музика, кога стартна трап да фагап све тоа. Да. Значи, не е дека го мразам ја Пушати, него кога требаше да се заземе в страна. А Diet Coke ја зборевме веќе еднаш пред неколку епизоди, може да се вратите да чуете што имаме да кажеме за неа. Али зборев и со Коча, со мојот човек Fake Casual од Белград, баш се смеевме за тоа, вика за него е песна на годината сега за сега. Брат, страшна е, реално. Стварно песната е next level, брат. И битот зборевме за тоа колку не освежува, колку не враќа назад, колку пак звучи тоа модерно и ново. Пушати си ја врши својата работа, целата песна звучи стегнато, звучи добро. Пушати не вади многу често музика, кога да извади има внимание, али ова е нешто што на пример на Панчо му залепи од прва. Значи на многу луѓе, на многу луѓе им залепи од прва песната. Многу луѓе што слушаат трап, ова им се свига. Го имат тој момент на тврдо малце, а пак не е исто, не е нешто слушнато во последниот период. И шараут за Пушати, за Kanye и за Idiot Kids за самата песна, брат. Едва и чекам да искочи албумот, брат. Едва и чекам. Сега се појави нова песна.
се појави песна на новиот албум на Ниго, искрено не знам што ќе биде тоа. Ниго извади песна со Кид Кади, извади со A$AP Rocky. Да. И сега нова песна извади со Pusha T. Песната е одлична, мене ми се свиѓа многу. Не мислам дека ќе биде дел од албумот на Пуша, мислам дека е од делот на Ниго за Кензо, за неговата колекција и валјда вади една песна по песна сите заедно со спот, мислам дека ги вади. Кој еден таков видео проект онака каде што секоја песна е придружена со спот и секоја песна е колаборација помеѓу некој продуцент и рапер, значи сите се различни. Но пак ќе кажам, го чекам соло албумот онака на Пуша од една страна само заради тоа дека мислам дека во голем дел од Кање продукцијата и плюс неговиот тим, бидејќи стварно има многу Кање за продукција која се работи за Пуша, мислам дека е сека on point, брат. Кање за своите албуми не се посветува толку продукциски, колку што се посветува на други луѓе. И тоа ми е најчудната работа, брат. Еден од најозборуваните албуми за Кање дека е лош е на пример на Нас, каде што Нас не се покажува добро, пошто Нас имал една недела да го напише целиот албум, пошто Кање му ги лупнал битовите у последен момент. Ама на Кање битовите се пепел таму, партал се, многу се добри, брат, многу се добри. И не знам, тоа е многу чудно како можеш ти така да се посветиш и ќе стигнеме до тоа, ќе збориме и за Донда и за све тоа што се дешава сега. Умеѓу време, имаше време да изгледаш Genius? Не. Не? Не. Феноменално, брат. Феноменално. Сега имаме момент, може да спомнеме или не? Да, може. Може да спомнеме. Ја и Дарко пишуваме сега еден текст за документарци, шарауту Red Bull тимот, дечките од Red Bull, Бане и Марко, каде што зборевме за тоа, за документарецот, за колку е битно да се има видео запис од тие ствари, од бекграундот, од позадината на стварите, бидејќи таму лежи целата онака смисла, целиот концепт, таму лежи идејата, таму е све. Таму сваќаш ствари што е позадината и што е приказната позади секоја ситуација, секој момент, секој албум, секоја песна. Верувам луѓето што не гледаат, еве Дарко не знаеме, верувам луѓето што не гледаат, веќе го имаат, можеби епизода 2 изгледано, ја ги изгледав сите 3. Тоа пред спиење, буквално си зедов дел од спиењето за да ја изгледам. Преинтересна, брат. Нема да ја зборам овде за и тебе да не ти ја расипам, треба да ја гледаш. Ништо, ќе ја гледам оваа нерала. Додава, не, кога и да имаш време. Не е толку итно за да мора вакво, ама многу убава перспектива дава на Кање каков е, зошто е таков и зошто е моментално. Многу и критичка кон него, направена од неговиот најдобар другар што во тоа време и тоа ми е најлуда работа како можеш ти да живееш така цел живот. Искрено Кање го знам многу одамна. Имам читано многу ствари за Кање, имам слушано многу ствари за Кање, имам слушано многу Кање музика, никад немам слушаното за човеков што му ги има снимено првите спотови, му има снимено документарецов, му го има правено 20 години бил со камерата позади него. Многу добар момент и тука баш има една случка 88 Keys буквално уште од 2006 го има, брат. Значи ти текне уште од тоа време. Битото од 2004 за Diet Coke продуцирано од 88 Keys. Уште можеби тоа највише го сагам за Кање, дека врти сучи истиот тим е цело време уште од 2004 уште од College Dropout, брат. Rhymefest, овој као се викаше Conscious, Consequence, извини, Lupe Fiasco од време на време, Sci-Hi the Prince и тука е Пуша веќе по влага и продуцентите околу него, 88 Keys и уште неколку свирачи што си инструменталисти. Ја не знаев и дека и Џон Брајан го има снимен албумот со него, брат. Џон Брајан е продуцентот кој што го има завршено Circles на Mac Miller. Добро. Така да има многу интересни детали онака its and bits кои што се многу важни и кои што даваат перспектива на многу ствари Кање што ги прави. И тоа, збориме за документарци, наброевме 10. Бране го пише пред говорот онака форвордот на текстот. Избориме нашите ние одбравме 9, Бране исто стаи 1. Така да многу битна работа е документарец, комедиум, ко формат за каде што се кажуваат многу ствари за да се даде некаква позадина и контекст на многу ствари, се пребитна работа и има премногу интересни, долги, кратки, секакви документарци, значи некои поаматерски, некои по-професионално направени. Вреда да се изгледа сите. Вреда да се изгледа се тоа што пишуваме таму и плюс
може да направиме една емисија каде што ќе збориме и за некои други кои не се спомнуваат таму, али се слагам со тебе, документарци се нешто што ти дава онака многу различна перспектива за еден артист, за еден албум, за една ера или фаза од животот на твојот омилен артист. И не само артист, општо. Знаеме за документарци за Майкл Џордан, знаеме за сите документарци за сите други големи имиња, битни имиња. Колку тоа ти дава перспектива да сватиш уствари од каде доаѓаат сите овие работи. Да, апсолутно. Брат, дури и некои мали такви детали каде што други артисти, други луѓе зборат за артистов за кои што да видиш како други луѓе го согледуваат се до тоа. Имам многу интересни ствари и долг е. Значи 3 епизоди, околу 4 сати рантајм има, феноменален, мораш да го изгледаш кога имаш време. Изгледај го, не мора наеднаш, нормално. Наеднаш ќе биде 100%. Ама вреди како и да е. Долги години се чекал да се извади, конечно го извадиле и ете се надевам дека е таа верзијата која што Кање сакал да ја, бидејќи се караше со Netflix, дека не му дозволувале да ја креира на крај финалниот продукт да биде, као немал креативна контрола на тоа и се надевам дека е оваа верзија таа која што ја сакал, бидејќи executive producer пишува Kanye West и Куди. Куди е ликот уствари што го снима 20 години, кој најдобар негов другар. Брат, искрено ми е многу било дека збориме се поише за Kanye од нашиот подкаст. Која беше радио емисијата кога почнавме на почеток со првата сезона, тоа беше една лоша фаза која излезе Jesus is King, тоа беше и пред првата сезона. Некако бар јас осеќам дека јас се откажав некако од него. Да. Мислев дека е тоа и дека тоа ќе биде тоа, али сега со ова враќање добиваме добра музика, добиваме многу и добри и лоши случки од пикантерии од неговиот персонален живот. Добиваме документарец, добиваме албуми. Ја не го преслушав Donda 2, таа верзија што е некаде на интернет, бидејќи не сакам да слушам такви недовршени демо проекти. Кога знам дека тоа финалниот продукт ќе има уште 1000 измени, кој знае дали ќе се најдат тие песни таму. Yep. Знам дека ти го преслуша, шарао до Мана кој ни го прати. Ајде на кратко кажи ни кои се твоите впечатоци, кога више збориме за Kanye, да го спомнеме и тоа. Брат, буквално со Маната го имам, шарао до Мана, ми го прати проектот. Буквално истиот коментар го имав кога 2015. Не сакам недовршени за човек кој што е перфекционист, кој што буквално никогаш не застанува да го направи и да достигне перфектност. Не сакам да го гледам ово од Kanye. Океј, можеш да си кажеш во ред, ја брка перфекцијата, ова не е ни довршено. Според мене тоа е изговор, брат. Ти си Kanye West, имаш милиони at your disposal, ги имаш најталентираните луѓе околу тебе, најголемите продуценти. Се гледа човеков дека е пак off the rails, дека има свој момент и дека прави непромислени работи. Во врска со STEM плеерот и со се тоа, поштојам. Не знам зошто, поштојам. It's bold, го сакам тоа. Као буквално среден прст ти покажа на цела индустрија и си вика погледам сум од вас. Да. Тоа е пак е My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Као погледнете што може човек да направи со сета моки, негова моки. Kanye го знае тоа и го користи тоа. Тоа е за почит. Од друга страна, не вреди $200 за недовршен проект. Џабе ти што можеш да си играш со вокалите, со басот на STEM плеерот и да го менуваш као сакаш и да си правиш своја верзија и да ја мениш и естетиката дури на песните. Во моменти можеш да го направиш тоа, бидејќи нормално ги менјаш стварите, буквално од STEM плеерот. Ама не би рекол дека вреди. Од единствената причина што мене не ми вреди е дека исто се чувствува фит кога искочи The Life of Pablo. Тогаш не го направив тоа, овој пат ја направив таа грешка да го изслушам и се разочарав. Стварно. Пошто знам Kanye што може да направи, ја слушнав и после последната финалната верзија на The Life of Pablo. Имаше прекрасни траки, ден денес онака ги памтам. Ама искрено, ако не ја додадеше City of Gods на Donda 2, не знам дали воопшто ќе ова мој... Брат, ова е само онака rough draft, као J Dilla има извадено таков албум и е буквално само идеи кај што почнал овде нешто да семпла, почнал да и никогаш никад не ги завршил тие битови. Ама тоа има поише смисла него ли ова на Kanye. Не знам, хамање на сред као само е онака, само е направено мелодично колку да запамти он колку исто кој на телефон да има правено мелодии, ме разбираш тоа? Не го очекуваше од артист таков. Стварно се надевам дека ќе
ќе добие некоја апдейтирана верзија, нема да остане нова. Стварно се надам, не смеја. И искрено се надам, иако нема назад за тоа, дека нема албумов на крај кој ќе искуши да се вика Донда брат 2. Ова не треба да биде Донда 2, ова е се што Донда не беше, буквално, и никогаш нема да биде ова Донда 2 според мене. Од музички аспект. Добро, дали ги има, кои елементи ги има, дали ги Брат, има... нема, според мене нема такви елементи као, окей, нормално, нели, религијата на Кање, верувањата тие се тука. Ама ги нема истите концепти, ги нема истите мерки што ги има зададено за тој албум. Го нема истото ниво на екзекуција од Донда. Овде има пцуење, се збори ствари за кои што не се збореше на Донда. Значи Донда кога искочи беше целата приказна на тоа олицетворение на неговата мајка, без пцуење, зборење за нејзините вредности пред се. Или вредностите таа што ги има вдахнато во Кање. Овде Кање е кода му фали мајка му. Буквално. И во документарецот се збори за тоа. Дека голем дел од стварите што ги има направено е буквално дека мајка му не била до него за да го сопре, пошто се премногу у тоа време уште се потпирал на нејзе и она му била она како водич за ствари, му била не знам некоја енергија што го смирувала. И мислам дека тоа овде се гледа и не треба да биде ова, некако ми го нарушува и ми одзема од Донда албумот за да се вика Донда 2. Тоа ми е единствената. Албумот не ни можеш да го наречеш, ова е буквално rough draft, ова е некоја верзија почетна онака. И мислам дека фановите на Кање заслужуваат многу поише од тоа. Да. Многу поише од тоа. Заслужуваат цел фул албум, каде што ќе се знае се концизно, брат. Ништо не ми значи ако е executive produced by Future, ништо нема од тоа, разбираш ко. Му се одзема и на Future што уопште дозволил ако е executive producer дека да се пушти албумов во продажба. Ме сваѓаш? И тоа ми е мене недозволиво. Посебно не за артистко Кање. Пошто пак се гледа ти кој што кажа, таа Jesus is King ерата пред својот тоа presidential campaigns и сите тие ствари, Доналд Трамп и све тоа што се деси, тоа шептен која беше off the rails, сега некако ко се повторува пак. Не ќе да го гледам тоа. Као не ќе да го гледам тоа и не би се ни вратило онака да си кажам, ајде да слушам Донда 2 пак, нема шанси. Може ќе го прислушам, иако ја не сакам да слушам такви не би работи. Едино што такво нешто слушав беа ликовите од Дрейк кога се појавија тој период, не кога беше корона таму, кога фати 2020 во мај. Тоа беа само не беа 320-ки, туку беа 128-ци, ме радува. Тоа беше кога дали намерно ги ликува или некој му ги ликуваше. Апсолутно, да. Ова се буквално недовршени верзии, брат. На моменти нема ништо, као празно е ти текна. Марса кога ќе ни пушти нешто дроплинг онака, ќе чујте го денес го снимив од студио само извадено ни вокалите Ептен Ро на пример. Ама окей, Марса е тоа, нас ни праки чисто за да го чуеме, за да види он да чуе мислење од нас, текстот како му се свиѓа, како е флоуто едно друго. Брат, ти вадиш овде албум и го шиткаш $200 заедно со стемплеерот. Веќе е друго ниво, ме разбираш, друг гейм е. Така да мислам дека не сме да си го дозволи тоа. Конкретно за настапот пак брат, не мислам дека тоа се вади дека пак на крајот на денот е Кање и дека само него можеме пројде брат. Ова само него може било кој брат, ја Playboy карти вака тако да овој шамар ќе му залепам. Шамар ќе му залепам брат. Лигушко еден брат, го виде како го гледаше тоа. Кој е брат? Сатаната е брат, игра брат, не. Брат, ја не знам кога стане интересно рапери да се понашаат ко Токио хотел брат и со Джагалос X Токио хотел брат, фризурата Токио хотел и Джагалос брат, на шминкани цели да брат. Не ми се верува брат, некад на моменти брат и као има такви бизарни моменти и окей тоа, ама тоа кој што велиш, само на Кање може да му пројде брат. Мерлин Менсон е до него брат. Мерлин Менсон не учествува на проектов, ме разбираш? Се ми е јасно брат. Што се дешава брат? Да се пребациме на нешто добро што слушаше оваа нерала. Не, има последниве 2 недели, освен Донда 2, имаше многу ствари. Многу добри синглови, многу добри албуми, кои што онака дури се изненадив дека не, 2 ги очекував, третиот онака ме фати неспремен и супер е, на моменти малце е онака пропаѓа таму кај што не треба, ама ајде. Од кај да почнеме? Кај сакаш да почнеме? Што највише сакаш да збориме? Збориме за албумите што ги преслуша
Или сакаш да почнеме од синглови? Не, нема. Ајде, кидеме со албуми. Спомнам ја прво, пошто ја и Дарко онака слушавме различни ствари и тамане некако се погаѓа сето. Еве, ќе почнеме од таму. Earth Gang. Новиот албум Water Gods, буквално искочи пред недела дена. Ги немаше доста време. Последниот албум беше Mirrorland и ова е интересно. Албум е добар. Малце е долг. У смисла долг е каде што непотребно е долг. Не е, например, нема долг рантайм, туку има некои непотребни делови кои што ги чувствувам. Сега, од аспект на дали е добар албумот или не, албумот е одличен, но потврла на некои места и иако е многу поразличен продукциски, би рекол, од Mirrorland, тематиката е скоро иста. Имено, Mirrorland, исто како и овој, пак има интересна приказна за ова. Пак се работи дека тие се од Атланта. За луѓе што не знаат, Earth Gang се од Атланта потекнуваат и се подпишани за Dreamville Records, кој што е лейбл на J. Cole, долги соработници на J. Cole и заедно со JIT имаат многу поинаков звук. Посебно тие двајца имаат многу поинаков звук него ли било што друго на Dreamville. Многу покарактеристично, многу луѓе ги онака ги не знам, ги викаат дека се модерните Big Boy и Андре 3000. Да, може да се каже. И на моменти стварно личат така. Мене критиката ми е дека овде не личат доволно. Ме разбираш што сакам да кажам? Пробуваат да избегаат од тоа. Пошто Андре 3000 и Big Boy, за луѓе што слушале Outkast, ќе знаат дека на песни и на албуми секад се надпреварувале, брат. Овде онака скротени, не се надпреваруваат, нема некоја енергија помеѓу нив. Овој ќе си го израпое делот, овој ќе го реплицира делот, само ќе си го направи со свој флоу. Нема надпревар, нема енергија, нема некој да направи поише, некој да направи помалце. Само се реплицираат. Едниот што ќе направи, другиот ќе направи. Тоа ми е една од стварите. Од друга ствар, албумот ко концепт е добар, пошто исто и ко Mirrorland и ово има премногу звуци на фанк, се тоа што жешкото во Џорџа, во Атланта во летото, многу аспекти на животот во Атланта офаќаат жените ко објекти, онака ко сексуални субјекти и објекти, зборат за животот, зборат за генг лайф, зборат за улиците таму, за деца кои биле за Water Boys низ Атланта, не знам дали имаш слушнато, луѓе што хаслаат, што продаваат вода и да ја купуваат за 25 центи и на улица ја продаваат $1 на семафори. Зборат и за такво, пошто има цела култура на Water Boys у Атланта. Ја тоа го дознав сега од албумот, ме разбираш, каде што има скиц, каде што жени зборат нивни и сега албумот потекнува од многу искрено место. Албумот потекнува од моментот каде што заради короната и тие, заради пандемијата, тие се враќаат дома кај своите. Имаат време да се видат со своји братучеди, имаат време да се видат со своји роднини, со своите браќа и сестри. Имале огромни фамилии и баш тоа го збореле и Mirrorland, дека тогаш се вратиле и мислеле дека на турнеја ќе заминат, се заглавуваат дома цели година и пол. И за таа година го создаваат овој албум. И демек претходниот беше Атланта, овој е уште толку поише. Јасно ми. И интересна е сликата, но критиката ми е таму дека што само тоа, малце се пасивни, но и тоа разбирам од каде е, кој што и бевме ние, заглавени дома, повлечени во своето, во комфорт зоната. Не излагаат надвор од својата комфорт зона. Има J. Cole и JIT имаат една колаборација заедно со Earth Gang тука, феноменална, предобра е онака, Атланта, J. Cole си го прави своето, многу добар звук. Исто го имаат Силоу Грин, го има Ник Кенан овде. Не знам што при Ник Кенан збори на крај. Го има Future на албумот. Има најразлични features, ама пак е Atlanta Celebration, буквално се збори за сите аспекти на Атланта. Се збори за гетото, се збори за животот, се збори за жените, се збори за луѓето внатре. За секој аспект од Атланта, се што значи дека е Атланта, за све зборат внатре. И тоа е многу добро, дека пак ода за својот град, тоа го зборам, а тоа е вечна тематика у хип-хоп музиката. Мислам дека тоа е вечна инспирација, онака градот од кај што потекнуваш, е вечните инспирација за све, за понатака што правиш од твојот живот, посебно кога правиш хип-хоп музика. И тука албумов највише свети, онака највише зрачи со енергија.
Многу добри фичерс, кој што реков, има добри скитс каде што зборат онака некои конверзации со луѓе. И не знам, нема толку карактеристични моменти кои што знаат они да прават. Например, sacrifices која памтиш као рапуваат и двајца. Они се овде се малце со по традиционално флоу. Мислам дека мене поише би ми се свијало ова. Тебе ова поише ќе ти се свија. Ја ги сакам поише кои експериментираат. Овде не се доволно експериментални. Тоа ми е единствената критика. Инаку албум многу добар за уживање. Трагата со фичер може ќе ти се свиѓа, брат. Мене малце ми беше чудно, да. Ќе ставиш на плейлистата и ќе преслушам овезно. Апсолутно. Има многу добри траки, и со Ник Кенан е одлична, иако таму е Силоу Грин. Силоу Грин веќе е многу стар. За луѓе што не знаат, Силоу Грин исто така е легенда у играта. Member of Goody Mob, да. Да, и после тоа има кариера како соло артист кој врага во поп-водите. На Антена 5 има вртено Силоу Грин, мајка ми едно време го слушаше. Страшен. Да. Крисмас албум има вадено човекот, ме разбираш, као Jingle Bells има снимено, брат. Мора да радиме за документарците. Ја тоа го дознав од Hip Hop Evolution, мислам дека втората или третата сезона се збори за Goody Mob и за Outkast. Да. И таму историја ја сватив целата приказна со Силоу Грин и како после он имаат Goody Mob има многу мрачен, многу таков Dark Sound од Атланта во 90-ти. Во 90-ти ептен, брат. За он после да стане попстар на глобално ниво, за да сега да остане пак легенда во хип-хопот и во Атланта. И овде ги има и двете страни. Брат, овде на рефренот, он кога почне, он пее. Таков, мекохо пее онака и се осеќа веќе дека е стар, дека е во години. Завршува рефренот и почне да рапува тоа неговото мрачното, брат. И е страшно добар. Уште he still got it, ме разбираш. Ама тоа е. Убав In and Out, убав албум, True and True. И мислам дека поише, например, би се свиѓало за луѓе што не ги знаат толку Earth Gang или што немаат посветувано толку паžnја на нив, него ли, например, на мене. Мене Mirrorland ми беше многу интересен, посебно онака и, не знам, по широк спектар на звуци имаше. Ова го нема тоа, но на крајот на денот е одличен албум и уште еден одличен релиз и за Dreamville, а и за Earth Gang во нивната кариера. И се надавам дека конечно ќе заменат на турнеја и да си го исполнат тоа што си го имаат, да не заглават уште година и пол за Атланта, пошто валја не ни треба трет албум за Атланта. Тоа би било за Earth Gang. Следен албум ќе го спомнам Continuance, Currency и Alchemist, го спомнав и предходната епизода дека ќе го збориме. Мораше да го зборам, брат. Ова е трета колаборација на Alchemist и на Currency. Првиот беше Covert Coup 2010-та. Вториот беше Фери во 2019 заедно со Фреди Гибс и сега е третиот Continuance и самиот албум го кажува тоа, брат. Продолжение, брат. Токму тоа. Не застануваат, брат. Не застануваат не со креирање музика, туку со експериментирање и пронаоѓање на све тоа, брат. Буквално онака, ја би рекол дека се држат на границата на комфортот. Знаеш како буквално онака имаш една линија, овде ти е комфортот, овде ти е тоа непознатото. Они стојат на границата, брат, и само си чекорат и се враќаат. Многу интересен албум. Не знам и не можам да си опишам како Алхимист може од албум во албум се поише и поише да ми изненадува и да ми вака ме става у замисла како што прави човеков и од кај ги наоѓа и семплови и како успева толку многу музика да вади, не ми е јасно тоа. Албумот е краток, го има Larry June, го има Havoc од Mobb Deep, има Wiz Khalifa, го има Wiz Khalifa, го има Styles P, ги има сите тие луѓе што треба да ги има. Буквално за еден Currency албум, на моменти е тврд, на моменти е лабав, на моменти е онака експериментален, дури и чуден. И мене тоа ми е сасвем окей. У смисла дека тоа и Continuance дека продолжение и на Фери. Фери исто беше многу минималистички, многу тврд, многу мелодичен. Ова е исто така. Многу битови се без drums. Јас некој од песни слушнав на плейлистата Mellow Bars, кога ја спомнам малце покасно, и ја скипнав, дека немаше драмс, имаше некој чуден инструментал. Верувам дека предпоставам дека валја No Yeast, тоа беше и сингл, сега искочи испод. No Yeast со Boldy James. Валја е таа, они се сега фактички Boldy James е на турнеја со Alchemist, со Earl Sweatshirt, со Action Bronson и Currency буквално замина некаде со нив заедно и една вечер снимаа спот за песна. И буквално ги има и Alchemist таму и Earl Sweatshirt, сите се шетаат околу него.
И тоа ми е мене, брат. Музикава е буквално правена за да биде брзо извадена. Као се гледа дека албумов не е снимен 3 години уназад, ме разбираш? Албумов е снимен пред 2 недели, 3 максимум. И тоа знаеш како е? Тоа можеш да го гледаш дека збори за колата која што ја постирал пред недела дена на Инстаграм дека си ја купил тек. И на пример, сите тие детали што ги збори за колите, тоа е неговиот живот, брат. Коли, облека, патики, брат. И хип-хоп. И хип-хоп и треба. Толку е currency е тие 5 ствари, брат, ме разбираш? Он тие ствари 5 ги Jet Life, брат. Тоа е. Секад носи Jet Life apparel на него, секад збори за коли, секад збори за корвети и за поршиња, секад збори за катласи и за што не. Ама кога го прави тоа, знаеш дека човеков го има сето тоа. Го има, он го има у собственост, го искусува на негов начин и збори за него. И тоа ми е најинтересното дека и посебно Алхимист кога е тука у сликата не може да се сгреши. Карактеристичен албум за луѓе што кога би рекол луѓе што го слушаат Пандамониум, може ова нема да им биде нешто посебно, ама дајте му шанса, онака чуете го и видете го, мислам дека нема да зажалите, посебно за домашна атмосфера. Тоа не е за во клуб, апсолутно. Може би постои некој клуб во светов каде што би се пуштила ваква музика. Тоа најчесто би било на лайв настап на самиот Currency и на Алхимист. Ама вреди да се чуе, посебно во домашна атмосфера, онака вечер на вечер 11 сат, 40 на минути, не е толку. Го има Лери Джун исто така на албумот. Мене ми е одличен, брат. Мене ми е одличен. Феноменален ми е, пошто е краток, пошто е они двајца се пошто е тоа. Продолжение на светоа што го прават двајцата до сега и што го прават најдобро. Вака супер изгледа, каверот изгледа топ. Каверот е феноменален. Каверот уште кога го видов, си реков, окей, ова ќе биде нешто добро. Ова ќе биде нешто добро. И трет албум исто така во можеби не во таа клапа, ама е од Гризелда екипата, Conway the Machine, God Don't Make Mistakes, така се вика албумот, оддамна веќе беше најавен. Уште онака, уште е по тој некои чудни ствари се десија со Гризелда и со Conway и Westside Gun. И Conway го извади претходниот албум, последниот албум за Гризелда и за Shady Records. Тоа е надвор од Гризелда, усмисла се уште е со Гризелда, но не е подпишан веќе за Гризелда. Он е подпишан сега за Drumwork, неговиот лейбл. И сега валјда пак се нешто дешава со Гризелда. Бени во ноември замина за Def Jam. Тоа е многу јака причина. После ќе збориме дека за Snoop Dogg и како е Snoop Dogg. Ја не ни знаевте Snoop Dogg веќе дека е higher up у Def Jam. Појма немав. Да. Тоа се објави некаде кога беше коронава, брат. Тоа ноември беше 2021, сега пред 4 месеци. Да. Ја не знаев тоа, ја многу касно, буквално пред недела дена го прочитав и ми воодушеви. Беше нешто како креатив нешто, така? Да. Екзекутив за креатив нешто. Да, се сеќавам, да. И од тука Бени the Butcher не е подпишан веќе за Shady, подпишан е за Def Jam со новиот албум. Westside Gun е подпишан уште за го извади последниот, буквално онака сите се некако како на посебна ствар. Бени извади сега проект, Conway сега го вади, чекаме нов проект и ама морам да кажам за прв пат тоа што го направи Conway, поише ми се свиѓа неголи проектите на Бени од претходната година. Сега за сега, можеби едно од најдобрите парчиња музика од Гризелда, пошто не го очекував ова. Пошто најчесто и тоа го имам поише пати кажано и овде, да не трупам и да не ги замарам луѓе со Conway the Machine, можеби не го сакаат, ама Conway уште од секад и сите луѓе да ги прашаш што ги слушаат нив, ќе кажат дека секад е оној гун, збори за убиства, збори за шутери, збори за миксинг доп. Не е онаков, не е ко Бени. Бени е онака поише хаслер, поише збори за luxury life, збори за како продавал дрога. Овој поише е како грабел, како ти текно е како на автобуска крадел џорданки од некој, таков е, како мангуп, ти текно е, не бил хаслер, туку бил мангуп. И овде брат ме отвори скроз, брат. Овде е сосема нешто поинако, брат. Овде уште прве 2 траки кога ги чув си реков, вау, као ова ќе биде longest ride, пошто не е албум кој што го очекуваш од Conway, усмисла не од музичка гледна точка, не од продукцијска гледна точка. Продукцијата е таа што е, туку темите внатре што ги збори се ептено онака си има отворено каде што
дури може луѓе да му ги земат против него. Пошто реално на крајот на денот он е црнец од Бафало, брат, кај што тој човеков не смее да се опушти, не смее да биде, да си ја покаже некоја помека страна, некоја повредлива страна, кај што а овде токму тоа го прави. Во многу наврати на албумот збори за се тоа што има поминато, се тоа за што се чувствува. Првата песна е со Бини Сигал. Бини Сигал веќе е онака легенда исто. Значи тој во времето на па и бога ми во истото време, во 90-ти, крајот на 90-ти, тој е првиот артист на Рокафела, после Jay-Z, Бини Сигал, Мемфис Блик, сите тие, значи онака први артисти на Рокафела. Во тоа време најпознати Бини Сигал исто така е одличен текстописец, одличен рапер, ама оние делат истата прича каде што Бини Сигал му фали едно крило белодробно и му фали дел од телото и неговиот глас е целиот задушен, не може да збори, не може да рапува, дише и овде се гледа тоа. А Conway the Machine има, као и да се викаше неговото ползи нешто, каде што устата му измрдана, бидејќи они го имаат пукан овде во рбет, во врат, и устата му си има измрдана овде. Забите му се напред, устата му е овде и тој исто. Фефла не може да збори убаво и затоа е тако, целата и они тука се многу поврзуваат каде што покрај своите disabilities на еден начин, уште го прават тоа. Иако имаат проблеми како човеков немал гласни жици 2 години, брат. Он у 2012 ги добива и почнува да рапува. Прво нешто што прави почнува да рапува. Така си ги тренира гласните жици за да му се врати гласот назад. И тука се спојуваат они. Втората песна е Tear Gas, Рик Рос и Лил Уейн. Ја чу? Не, таа не. Партале. Рик Рос тоа што го прави, брат, на features никој не го прави. Не, брат, и не само на features. Општо, секат. Ама кога ќе е повикан на feature, никад не го прави тоа колку да пројде. Единствениот пат кога Рик Рос има направено feature колку само да пројде е со како се викаш овој 100 килата бейбе. Килата бейбе? Да, и тоа си има десено. Рик Рос има песна со 100 кила. Само тогаш го има направено човеков нешто само за да пројде. И исто, Лил Уейн овде е ненормален, многу добар. Брат, нека ја слушнат луѓе песнава, нека го чујат Лил Уейн и нека не ми кажат дека е GOAT. Нека не ми кажат дека не е добар текстописец, дека не е реал, дека не бил реален, брат. Овде ги кака сите вистински рапери 20 години уназад, брат. Секогаш. Ќе чујам. Има овде негови сайнис, Jay-Skis и уште некои артисти овде од Drumwork. Овде го има T.I. Исто. T.I. овде како рапува над Boom Bap Beat, страшно. Не знам зашто не се осеќам дека ми се слуша T.I. од 2022, брат. Да, ја не ни бев спремен, ја онака друго вртев на слепо албумот у слушалки. Ме се пушти викаме, гласов познат ми е. И дзиркам и гледам дека е T.I. Се викам, од кај се најде T.I. Да. После John Woo Flick, нормално, на секој Гризелда албум мора да се најде Conway, на триото класично. И веќе тука влегувам у таа длабоката секција на албумот, каде што и дури ја шернав онака и многу луѓе ја слушнаа песна, пошто не е нешто што го очекуваш тоа од Conway, брат. Овде збори за многу ствари. Имено имал многу проблеми, дека многу луѓе го прашуваат за пари, никој не го прашува дека како е, дека дури и женска му не знае како се чувствува тој, дека има изгубено дете. Значи дека изгубил дете и после некое време неговиот братучет извршува самоубиство, се обесува и тоа уште толку многу го турка во депресија, дека е депресивен, дека е стрес, така и се вика песната Stressed. Дека има проблеми со алкохолизам. Се буквално признава човеков дека има проблем со алкохол, дека тоа е единственото нешто што му помага. Ова за Conway е тоа што Faces беше за Мек Милер, брат, као крик за помош, ме разбираш дека као помогнете ми, тука сум, еве ги проблемиве, ви ги кажувам кои се. И затоа реков, ова никој не го очекуваше од Conway, затоа ова е многу јак стенс, ова е многу јак да застанеш силно позади вакво нешто, така да ги кажеш јасно работиве. Е многу тешка работа, посебно за таков човек од таков статут, пошто нели он треба да биде убиец, он треба да биде тој што е цело време цврст и за сите. Као и он тоа вели. Сите мислеа дека 10 милиони ќе ми помогнат, као
Пари не менјаат ништо. И многу битна работа, многу битна трака за целиот албум онака овде. Ми се менја целото мислење за Conway пошто тоа и го збориме, еве ќе се надоврзаме брат. Секад ќе постои некој усмисла. Секој си има своја приказна. Може да можеш да најдеш милиона. Ова некој да го направи наш човек. Усмисла наш рапер, наш артист. Македонец. Или србин. Без разлика. Вака да излезе повредлив брат. Да може било кој да го рани и тоа нема да биде лошо прифатено брат. Никој нема. Замисли Таско да се најде на вакво нешто да направи. Замисли Матеј да направи вакво нешто. Замисли Зибом да зборат за вакви ствари, ме разбираш? Тоа ептен онака ќе даде друго мислење, ќе стигнат, ќе удрат до други луѓе. И на поинаков начин. Да. Conway исто така си имаат хитови, си прават. Conway извади песни со Тучеинси, со Ludacris, со Джит, ме разбираш, тоа се трап бенгери. И сега овде го прави ова. Така Ама да ни треба ова брат. Ни треба ова на треба. албум. Ова треба за да направи албумот да биде тоа што треба. е. Секогаш. И да добиеме поголемата слика за него. Секогаш. Мене искрено многу ме допре брат. Ја ваква музика знаеш дека не слушам толку многу. Али оваа песна која слушав ме допре директно у срце, посебно алкохолизмот, посебно сите други работи кои ги кажува, онака си викаш чекај. Дури и ти ако немаш пројдено низ нив, од емпатија те мава, разбираш, кога се сожалуваш со него и со сите други луѓе што го искусуваат нешто, пошто тоа е многу позастапено, депресија е многу позастапена ствар него ли ние што мислиме и што имаме било каква представа за истата. Разбираш, многу луѓе се или биле се или имаат поминато низ таков период на својот живот. Така inevitable, невозможно е да не си поминал. Дури и да не го знаеш и да не си свесен за тоа. Самиот факт дека човек ко Conway, од кој што не очекуваш да биде свесен за такво нешто, пошто стварно никој брат како човеков до сега збореше само за пари, праење и за убивање луѓе, разбираш, дека имал црнци и шутери и тоа цело време го збори. I got a shooter in New York, I call him Young Mellow. Као цело време, сега баш имаше уште една трака овде го спомна истата референција прави со друг кошаркар. Кайл Корвер го спомна, off the bench. The shooter is Кайл Корвер, брат. Такви некои ствари, ме разбираш, и после ти доаѓа стрес, каде што збори за вакви тешки срања и си викаш, окей, че пауза, као минуе ни ствари човеков, и му се дешаваат и него ствари кој на обичен нормален човек. И тоа е многу битно. Тага се поврзуваш, тага и ти се граунуваш сами од себе. И се израмнуваш со сите други луѓе, дека и ти ги имаш истите проблеми кои сите нас. И мада грентет, ова е страшно, брат, да ти почне да ти се братуче да изгубиш дете се многу тешки ствари. И ова ми е turning point на целиот албум, онака збори многу Conway, а самиот албум не е нешто многу долго, 12 песни е, ама сите се quality и ова вреди да се слушне онака. Поише пак традиционален хип-хоп би рекол, ама дефинитивно вреди. Дури и кај што е Рик Рос и Лил Уейн, и на целиот онака бум-бап, ама еден од подобрите изданија за Гризелдо и буквално за 2022 до сега. Многу добро скотскан проект. И има Джил Скат, има брат премногу, има Киша Плам исто така. Си има тие луѓе and then some. Сите луѓе што сработуваат со него и уште плюс толку. Така да вреде да се чуе, брат. Ја секад би бил као амбасадор на луѓе кои што сакаат да пробат нешто ново, сакаат да чујат нешто ново. Слушнете и да не ви се свиѓа музика. Слушнете, као сигурен сум дека ќе најдете нешто у неа за да ви се свиѓа. Еден мал дел, ако ви се свиѓа, успеав. Мојата препорака успеала. Ја тоа го зимам како win. Една песна ти се свиѓа цел албум. Ја чекаме селекцијата, брат, и да. Оваа нерала во ротација. Дефинитивно. И тие беа 3 албуми кои што ги слушав онака интензивно неделава. Имаше уште неколку песни кои што беа во ротација. Кои што реков, Hear Me Clearly искочи, Пуша Ти и Ниго. Исто така многу, не дека потсеќа на Diet Coke, ама тука е некаде. Звучно, сепак е Пуша Ти на крајот. Джои Берес, конечно, извади нова песна на Colors. Colors немаме зборено многу оддамна. Да. Таму направи премиера. Буквално онака седев на работа, ми искочи нотификацијата дека Джои Берес настапува на Colors. Ја отворив и чекав 20 минути каунтдаун, брат, за да почне песнава за 2 минути и 30 секунди. Песната е феноменална. Се надавам дека ќе вади нов албум.
имаше некни стаено на пост на Инста дека му го пуштил целиот албум на нас. Нас имаше искоментирано дека бил многу добар и дека си има вратено од таму кај што има дојдено. Ја тоа само можам да претпоставам што значи. И сигурен сум дека ќе има доста време поминато од Джои Берес кога добивме нов албум. Може брат, Сумза. Сумза. Ја слушнав ви оваа песна неколку пати викендов. Ми се свија. Сумза грам да слушнам нешто ново од него. Пошто знам дека нема да биде оној Джои Берес кој што го сите сакаа од 1999 и проера да новите раните кај што само ќе рапува онака. Ќе има и такви моменти, дефинитивно. Песнава е онака доказ за тоа, ама сигурен сум дека ќе има и мелодични ствари ко Devastated и такви ствари. Многу е веќе напреднат, многу е влезен во индустријата, има голема помош, си ги има сите луѓе околу него. Долго време го спрема овој албум и мислам дека ќе биде тука. И уште една песна од Alchemist со Cool G Rap. Cool G Rap онака е легенда во играта, ме зеде, битот е феноменален, еден од најдобрите му инструментали што ги имам чуено. За луѓе што сакаат помалце по-карактеристична ствар, слушајте го Alchemist, дечки, вреди дефинитивно. Отворете му само неговиот Spotify профил, од годинава имате само неверојатно премногу материјал кој што ќе ве држи минимум онака 4 дена рантайм без никаков проблем. Во голем дел, тоа беше тоа што слушав последниве 2 недели. Имаш ти нешто некој вакво? Ја, кога сме више кој овој саунд и овој некој нов вајб кој поради тебе ми стана мене доста интересен и после неколку години, 2 години, 3 комуницирање, слушање, читање текстови, слушајќи тебе успеа се враќам ја полека. Слушаме на плейлиста на Spotify, веќе имам спомнато, Mellow Bars се вика, и на оваа плейлиста баш се третира горе доле тој звук што ти го слушаш. Оваа недела прва песна е Head High од Joey Beres, втора е Stressed, трета е Johnny P. Scary. Колку пати да ја преслушам, никад не станува досадна, не ми е досадна. Никад не станува досадна. Последно делот на J. Cole, мислам дека еден од J. Cole Kina. Мене брат, ова може ми е топ 3 песни годинава сега за сега. Yep. И тоа онака Benny the Butcher, J. Cole, Johnny P. Scary. Who would have thought? На Дарко топ 3 песни од годинава, прва ќе му е Пуша. Тоест, ајде, не знам која му е Пуша. P-Power ми е прва од Гана и Дрейк. Да, окей. Прифаќам. Може тоа. Прифаќам, брат. Прифаќам. Ја втора ми е Пуша ти, да ја колку треба да ми е оваа, или може би оваа е втора. Ја не ја слушам доволно. Дека не си во клуб, дека не си во Не ја слушам доволно. А инаку кога трака, не пушим пи, него Pussy Power. Pussy Power, P-Power. Не ја слушам доволно, инаку да. Апсолутно. Ама како и да е, стигнавме овде, дечки, кај на Дарко, топ омилените 2 песни од 3 му се вистински хип-хоп. Брат, го предвидевме ова. Го зборевме лани во Амок радио. Го зборевме и претходно дека неизбежно е. Ни треба нешто свежо, брат. Влегуваме у ти, ама не види. Менуваат ствари, ми се менува и енергијата. Ти искачаш по клубови, ти си тука активен, ти си тој што ја прави журката. Ама и тебе ти треба онака момент за да одвугнеш од сето тоа, брат, да смениш нешто и затоа тоа промената е нормална. Нормално е и душата да ти бара нешто и сигурен сум дека и луѓе што доаѓаат у епи, брат, не можеш цело време да слушаш трап музика. Да. Не можеш, тоа си заглавено нешто, брат. Мораш малце да истражиш и надвор од хип-хоп, нека не биде хип-хоп. Мора. Вчера преслушав една многу јака песна, видов дека излезена во 2021 од последниот албум на Бернер. Бернер е артист кој го збориме често тука. Песната се вика Too Many Goats. И пази кои се наоѓаат као фичерс тука. Значи Rick Ross. Too Many Goats. Да, Too Many Goats. Rick Ross, нас, после нас влага Jadakiss. Тоа ме фати, значи возев у кола, песната свири. Too Many Goats ми се појава само Бернер. 343 сега за сега. Бернер фит Rick Ross ми се појавува и не гледам друго што има. Да. И Rick Ross го завршува вториот верс, третиот влага нас. И после нас нема рефрен, него Jadakiss влага директно после него. Викам чекај. Да, run it back. Случи, да. Од почеток. Лудило, рефренот го пее Кевин Косом. Мене ми звучи како нешто како од серијалот на Maybach Music. Да, тоа ми го пише. И битот е тако. Продукцијата е таква. Ја ги слушнав првите 2 ноти и знаев од кај доаѓаш, од кај ти има удрено тоа таков коментар да даш. Апсолутно. И како се редат артистите, како звучи рефренот, мислам дека е една одлична трака која Тие беа Glory Days. Микстейп деновите на Maybach Music Group, Aston Martin Music и све тоа. Да. Тие се денови кои што онака, барем ја ги паметам многу чисто. Ден денес онака, се уште
Знам гаmeplay да си го пуштам иако имаат луѓе заборавено на него. Подобро не. Ама да. Ама работава е дека брат и Бернер дури Бернер не го збориме, не сме го доволно зборели, не. Вади константно музика, се наоѓа на многу близо колаборатор е со Wiz Khalifa, многу близо колаборатор е со Larry June. Соработува со Currency, соработува со сите нив брат. Со сите, ама вајда немаме зборено и можеби треба да му даеме Брат, пред имаше соработка заеднички албум со овој од Cypress Hill со Be Real. Јап. Да. Тоа мислам дека го пуштивме во првата сезона, ако не се лажам, и го зборевме нешто. Брат, има многу луѓе што многу макотрпно работат на музиката што ја креираат. Брат, они си се таман, они си имаат сите своји бизнеси со марихуана, со други работи и као овој ме поише као она for fun. Да, апсолутно. Да, истото и со Бели брат. Бели пред се бизнисмен, после е артист брат. Бели не може да стигне да остави песна за него. Од што пишува за други луѓе толку. И он е во оваа клапа. Ја би го ставил Бели овде со Burners. Да. Со тие брат, со Jay Worth и со сите. Слушај го ова што ми влезе во уво претходната недела. Баш беше недела врнежлив ден. Песната Chat од Isaiah Rashad од албумот The House is Burning. Ти текнува која е? Како не? Значи одлична песна, ја свртев цел ден ми беше. За на дожд измислено. За на дожд, за во кола, онака си возам. Атмосферска, онака, white noise од позади, дожд од рока. Да. Преубаво. Ќе ставам на плейлистата обавезно да ја чуете. Дури мислам дека ќе ја ставам и на Vibe, на мојата Vibe плейлиста. И шараут до мојот човек Игис брат кој ми прати песна од Kodak Black која се вика On Everything и која ме натера да го преслушам целиот албум на Kodak Black. И искрено ја кажам, уште еднаш Kodak Black позитивно ме изненади. Морам само да влезам тука да го зирнам албумот. Kodak Black, кодачето. Back for Everything се вика, кодачето. 2022 нов проект, 19 песни, 57 минути, тоа може да е малце премногу за артист кон него, али сваќам дека ми се свига Kodak Black кога е онаков меланхолично, мелодичен, таков дури малци мрзлив во своето пеење. Да. Таа варијанта од него најмногу ми се свига. Па брат, види. Например, синглот Super Gremlin кој излезе ми е агресивен и не ме вози толку многу. Али Так. например трагата On Everything или трагата Sink My Ship, каде што е уште потажен, така се вика песната Sink My Ship. Потони Так. ми го бродот. Тој Kodak Black многу ми се допаѓа. Не можам многу да зборам за него бидејќи е реално е критички, не знам ни како треба да го го опишам. Ме разбираш, треба да се слушне. А за да не го навредиш у моменти. Да, треба да се слушне Да. ова и или ќе ти залепи или нема ти залепи. Многу ми е чудно како не ги му залепило, али од друга страна и сваќам. Дека откачено. Да. Откачено е добро. Ја не успеав, ја дури и заборев. Марија ми го спомна овој албум. Што вика она за ова, брат? Брат, не изи премногу и се свиѓа. Го слушавме и претходниот албум каде што буквално рапува на Хейшен, онака имаше многу ствари. Дежамбе и све тоа. Да. Тоа го зборевме во сезона 1. И не изе, например, овој поише и се свиѓа. Ја овој не успеав ни да го слушнам. Ај тотално заборев, изумив дека ми го спомна, него ни ставив онака, него ни ставив и лайкт албум си не унишо. Него ни слушав, ама ја пуштив сега On Everything буквално пред да почнеме да снимаме. Кажи, брат, ама Да. нема што да кажеш за неа, да кога ќе ја чуеш или ти се свиги или ќе се насмееш или ќе се речеш што му е новој ненормалниот, кретене. Така, се наспеав. И двете, брат, што му е на нормалниот и се смееш. И е сасвим нормално. Да. Пак, брат, Kodak ме разбираш, као Kodak има предобри моменти низ неговата кариера, мене ми е смешен пред се. Да. И онака е за И мислам дека има пес, брат, има пес за многу работи, онака што ги кажува. Има, брат, ама знаеш зашо? Дека не можеш да го сватиш сериозно човеков, ме разбираш? Ќе го сватиш на ствари кои што, еве, On Everything кои што збори, разбираш, збори дека ќе има две деца од жени кои што ги знаел пред да биде познат. Што значи дека кога не се ни некои нови млади онака најпознати со фейк газови, може се некои худ вакво жени што биле околу него, што биле пораснати со него заедно. И тоа кажува исто, тоа можеби во нивниот свет кажува многу други ствари кои што ние не можеме да ги преципираме. Не е дека не кажува ствари, он може ги кажува на прост начин, неговото деливо. Затоа велам ти, ако сакаш да слушаш артист, некогаш треба и да се симнеш на негово ниво или да се качиш на негово ниво, брат. Тоа е исто, брат. Не знам, ако слушаш Royce the 5 9, брат,
Ти треба физикс дегри, брат, за тоа да го слушаш. Ти текно го исто е, брат. Ама тоа ще те качуваш ниво. За Кодак се спушташ ниво. Ама на крајот на денот и ово избори за живот и ово избори за живот. Зависи како ќе се најдеш ти на средина измеѓу тој и целиот рейндж, брат. Затоа не постои нешто како реален хип-хоп, брат. Кој си ти да му кажеш на Кодак дека тоа што го збори не е реално? Реално е 100%, брат. Дури директно го кажу и преексплицитно за да си кажеш чекай, сериозен си, брат? Да, some of the real niggas getting dick in their anus. Го кажу без влакна на јазик, ме разбираш? И цитирам лириката му, не као таков е. Не можеш да му го одземеш тоа, брат. Од Флорида е човеков, ме разбираш, као со потекло од Хаити. Од Certified Hood Classic. Брат, тоа е, не преслушав многу музика. Не, ама види, се тоа што искочи. Ја не стигнав едно нешто, може следна епизода тоа да го кажем, знам дека Big Crit извади нов албум. Сеќаваш на Big Crit? Нема да го преслушам тоа сигурно, брат. Знам, ама ја оддамна неам слушнато Big Crit албум и сакам да го изслушам. Знам дека извади, баш и го видов. Не успеав да го изслушам, ама сакам да го изслушам, сакам да си давам шанса, пошто на времето го слушав многу, посебно на 2013, 2014, после One Train. Мислам 2012 веќе го знаев, 2013 кога го извади неговиот албум и Big Crit албумот Big Crit Was Here, микстейпот, го слушав многу. Сакам да видам што има да каже у 2022, се надам дека ќе го изслушам, си велам дека ќе го изслушам неделава и ќе давам и онака некоја кратка реченица за него. Ама all in all, за мене барем, тоа беше убава недела со многу убава музика проследена. Нормално слушав и некои стари ствари, ама најчесто се тие што ми се веќе во веќе во плейлиста стаено. Ама пак, знаеш како се врти околу, не знам, поише се врти на тоа традиционалното, брат. Мене ми се свига, брат, го зборевме и ми се свига, треба да направиме на плейлиста со таква музика, малце да ставам на едно место бидејќи вака ја слушам, имам тука во Songs of the Day и во Liked Songs, али треба да ги пошто се дешава. Тоа па после ти се пушта Push P, ме разбираш, или некој трап бенгер се пушта и тие соодветно. Направив на таква плейлиста уште лани, ама не ја адветирав од кога ја направив, така да треба да ја вратам и да искомбинирам. Има премногу материјал таков. Има премногу таков материјал. Не ми се свија се, али има многу работи кои многу ми се свијаат и тоа е доволно. Ти 20 песни да одделиш, тоа е поише од доволно. Да, ќе направам тоа. И за сите луѓе, јас затоа велам дека само треба да си дадат шанса да ги слушаат ствари. Секако ќе најдат нешто во тоа што ти се свиѓа. Ти колку и да не слушаш бум бап, сигурно ќе најдеш на некоја песна која што внатре има некој таков грув што ќе те движи, брат. Да. Секако. Затоа и таква музика ден денес опстои, брат. Затоа 90-тите се толку ригардат, пошто стварно имало премногу грув, премногу сол у таа музика. И ќе те фати момент, ќе те удри онака и ќе те понесе, разбираш како. Тоа е. И плюс, брат, забораваме дека се уште се прават 90-ки, 95-ки, се уште постои тој BPM, тој рейндж на музика, брат, цело време. И надворот бум-бап музика, така да тука е, меѓу нас е, само треба да видиш дали се види или не. Пошто јас сум таков, од мене луѓе ако земаат препораки за албуми, најчесто ќе биде нешто такво. Потрадиционално. Да. Па и не мора да значи потрадиционално, може да е Currency и Alchemist, тоа воопшто не е традиционално, тоа е ептен онака на страна, брат. Ама ќе си даеш друга перспектива. Таму може ќе забегаш на нешто поинако, брат. Може ќе забегаш на некој помелодичен трап, по некој таков минималистички трап, може ќе најдеш нешто што и измеѓу трапот и измеѓу Currency моментот, пошто и Currency има рапувано на трап битови, тоа премногу пати. Чујте ја Jermaine Dupri, као има такви премногу моменти. Ма секогаш ќе најдеш Larry June, не рапува исто на трап битови, тоа на многу добри трап битови рапува. Laid back трап битови, така да мислам дека секогаш ќе има што да се најде. Затоа сме ја и овде Дарко имаме онака многу сме он е на едниот спектар од кажу што неговиот фокус и прима од моето. Јас сум на тоталниот на другата страна од спектарот, но примам од неговата и тука заедно имаме некоја златна средина кај што вибрираме ја и он, така да мислам дека онака ја и он покриваме тоа што буквално е духот на Пандамониум, квалитетна музика од сите сфери на хип-хоп музиката. И не знам,
Може да кажам дека немаме до сега кажам до лош албум на луѓе. Ја така се чувствувам, брат, јас дека така немаме мислам, брат. дајано лоша препорака на луѓе, Па брат. мислам јас дека е така. Искрено ти кажам, не дека него трип или нешто, ама стварно тоа нас што ни се свиѓа, само тоа го збориме. Се нема десено да спомнеме албума да не ни се свиѓал нас, или ако не ни се свиѓа, збориме дека не ни се свиѓал. Брат, уште една ствар морам да ти спомнам. Вчера се видов со еден постар лик што цел живот работи на македонскава сцена, организација концерти, настани и артисти, бендови, глупости. И неговиот коментар беше: ние како македонска публика, македонците не слушаат албуми, слушаат песни. Факт. Уште од минатото. Ја му викам, чекај сериозно, вака мислиш за и вака било и порано? Вика од секате вака, од пред 30 години е вака. Ја викам, јас сега мислев дека имав впечаток дека уствари ради интернетот, ради тоа што се вадат синглови, се слушаат повеќе синглови, вика не. Македонската публика многу поише, општо генералната публика многу поише сака да слуша песни отколку албуми. И тоа малку се ме подзамисли, брат. Изгледа ние не сме нормални што слушаме толку албуми, брат. Не велам дека сме, брат. Ама ако тоа ме прави ненормален, брат, окей. не, I'll сме, take it, ама ме разбираш, да. мене ми е тоа, брат. Ја не знам на друг начин како да консумирам музика, брат. Исто. Ако слушнам сингл и ако ме фати уво синглот, Идеш да преслушаш албум? ќе ме натера албумот да го чујам, да. Да. Има многу случаи, сакам уште едно. Многу се задржавме пак, сакам Ајде. да кажам уште едно кратко. Кажувај и Да се доста интересно. Да, да се надоврзам на од две пред епизоди зборевме за Суперболот. И одма после тоа искочи веста дека Snoop Dogg го купил во целост Death Row Records. Ја гледав не знам каде, гледав дали на Netflix, дали појма немам кај гледав. Имаше документарец за Death Row Records каде што не, тоа беше на YouTube. Не ни знаев дека Death Row Records имало Death Row Records UK. Имало цела дивизија каде што не знаев ни јас. Suge Knight во 2004 сакал таму да направи цел тейковер на целата сцена. Сакал да ги земе сите грајм артисти и да го направи истиот момент со West Coast, да го направи таму, пошто и таму видел краволочност, ја видел таа истата енергија што ја видел кај неговите луѓе на западот. И на крај, знаеш, никој не сакал да му приде, дури имал понуди онака Скепта, Dizzy Rascal, сите тие. Gigs, сите тие биле викнати за да присуствуваат. И на крај само знаеш кој е? Return of the Mac. Return of the Mac, албумот е изваден од Death Row Records UK. Марк Ронсон, единствениот албум од Death Row. И сега тој припаѓа на Snoop Dogg. Ме зачуди, брат, не ми се не веруваше. Искрено ликов не ни знаев дека е британец. Ја мислев дека е американец цело време. Добро. Ја не го знаев тоа. Тој бил онака ептен Денис Родман моменти имал страшни онака ептен луди ствари. Има многу јака прича, ги да го пуштам видеото. Може и да го линкнам овде. Од друга страна, се поврзува дека Death Row Records конечно е во собственост беше на Suge Knight, па замина кај некој друг. Значи под Death Row Records се најголемите албуми на Tupac, најголемите албуми на Dr. Dre, најголемите албуми на самиот Snoop Dogg. Да. Има премногу тука роялтис, премногу и сега искочи дека на еден дека Dr. Dre си го има земено од The Chronic. Tupac Estate од поодамно од пред 5-6 години си го има земено целата музика си ја има земено на Tupac и само останал Death Row да го држи, да ги држи албумите на Snoop Dogg и конечно веќе мастерите се кај него и Snoop Dogg е газда на еден начин, го врати назад Death Row, потпиша нов лик што е ист ко него, предобра енергија. Него запамтив, ќе го спомнам следна, ќе ја ставам и песната во Spotify плейлистата, многу добар звук. Ептен West Coast звук кој што правиш он на времето и кажа дека Death Row is back, дека ќе го врати во полна онака California Shine. Не можам да замислам, брат. Snoop Dogg има последниве 3-4 години има со Бернер колаборации, со Larry June има колаборации. Ако тие сите артисти имаат и нормално, ако ги имаат ресурсите сега, пошто брат Death Row вредеше милиони и милиони тогаш. Со сета таа подкрепа, ако може Snoop Dogg да направи нешто многу јако од Death Row и да го врати, тоа ќе биде лудо, брат. Тоа ќе биде многу лудо, многу добар момент за хип-хопот. И мислам дека онака западот ќе се врати со уште еден многу јак лейбл, пошто рачунај TDE веќе се разводнува. Нема лейбл, нема репрезент на нема лейбл што го репрезентира West Coastот
Право време е Death Row Records да се врати. Бе. Да. Легендарно лого. Само се надевам дека нема да е со истата енергија кој што убивале луѓе онака. Не може Нема, да. да, 2022 е тоа нема да се Снуп е, дешава. брат, Снуп е тотално спротивно нешто од Тоа ти Suge велам, Knight. тоа ти велам. Затоа мислам дека и ќе го направи тоа. Ќе го направи тој чекор да се потруди Death Row Records да биде онака pinnacle of West Coast hip hop, пошто и првиот Сајни го потпиша, тој работел поише години, ама стварно се гледа дека е многу добар, дека има ептен West Coast sound, ептен, дури онака за луѓе може и да не е прифатливо тоа, пошто стварно потсетува на 2000, не на 90-ти, ама на 2000, 2002, 2003 онака Може, топ. тој Калифорнија звук, брат. Така да, ќе биде добро. Мислам дека ќе има многу добри соработки, многу добри албуми. И тоа плюс многу вреди пари, брат. Има сигурно направено ема од носталгичност, ема од математиката си има направено, тоа му кажав и на Дарко. Доги Стайл, онака има продаено преку 3 милиона копии за последниве 4-5 години. Што е многу луда бројка. Значи се слуша секој Се дневно. слуша секојдневно, брат. И тоа највише на стриминг сервиси. И е сигурно одличен потек и мислам замисли ти да си Snoop Dogg, да си сега 50 години и да можеш да си го купиш тоа што имало таква голема и богата историја, малте не лоша, за во целата своја кариера и сега ти го купуваш и го враќаш назад во живот. Тоа е full circle момент, брат. Да. Не може да биде лошо тоа за Snoop Dogg, ме разбираш, тоа секако е голема позитива за Snoop Dogg. И се радувам дека е така. Тоа според мене е хайлайт на неделава дека се деси Snoop Dogg да купи такво нешто пошто Майкл Джексон го имаше тој момент, брат. Си го купи лейбелот за да си ги врати мастерите назад, ме разбираш, као легендарно е. In the grand scheme of things, тоа се многу пари, тоа е твојот живот, тоа е твојата уметност и ја враќаш назад од твоја сопственост. Нема подобро. Го имаме зборено тоа дека има многу малце луѓе што го имаат таа привилегија во својот живот. Дури и најголемите артисти, ниту Дрейк, ниту Кање не си ги држи своите мастери. Не постои такво нешто. Сите се у Warner горе некаде у некој шелф за туцани и прават пари само од ништо. Еве, си го има вратено тоа Snoop Dogg за своите 3 легендарни албуми што ги има извадено под вакво. И плюс рекоа, мислам дека тоа некој го очекува, ама The Dog Pound, неговата група снима нов албум. Почнаа одма. Ден кога го купил, почнаа ги внел во студио и сега Corrupt и Daz Dillinger прават албум. Топ. Ајде да видиме што ќе донесе тоа. Леле Warren G го се појави у 2022. Страшно. Или Nate Dogg да го чуеме, брат. Сигурно има таму некои материјали. Мора. Тоа ти велам за нас, брат, ќе биде интересно, разбираш, да чуеш нова ствар од Nate Dogg, брат. 2022 сме, брат. Nate Dogg последен пат го имам слушнато на 21 Questions, брат. Ја пушти викендов, брат. Класика трака. Класика. Тоа е. Тоа е тоа? Тоа е тоа. Мислам дека покривме многу ствари, кажавме све што се дешаваше, барем тоа ние што слушавме. Мислам дека е најбитно да отидете да чуете плейлистата, ако не сте послушале веќе. Овој пат мора. Зборевме за многу ствари. Подолек има песни кои ги спомнавме претходните епизоди на страна од македонската сцена, така да добиете представа за што збориме, за традиционалниот хип-хоп, за експерименталниот хип-хоп, за враќање на новите работи, нови синглови, Kodak Black, сите албуми што ги спомна Трајче. Yep. И пишете ни гао се свига. Дефинитивно. Пишете ни у коментари, пишете ни у DMs и слушајте музика, дечки. Фала ви. Тоа беше тоа. Се слушаме пак наредна среда. Поздрав. Чао.